Джони Кеш е познат пеjač, но исто така, не знам дали знаете, е посветен християнин. На времето, порано, бил одаден на дрога, живеел така, пропаднат живот, до моментот кога поверувал во Бог, во Исус Христос, и тоа му го сменило животот. Има направена една убава песна. Песната се вика "Она нешто наречено љубов", или она нешто што се вика љубов. И во таа песна ја представува силата на љубовта. Вели, човек може да е високи 2 метри, тежок да е 200 килограми, но ако е остварен од љубовта, тој ќе падне на колене, ќе биде совладан. А пак истата таа љубов која ќе освои некој мал човек може да му даде голема сила. И има еден рефрен кој се повторува, т.е. крајот на рефренот завршува со зборовите: од кога постои човекот, тој не открил нешто што е посилно од љубовта. Тоа е неговата теза. И имам напишано многу песни за љубовта. Љубовта е отпеана во многу песни. Има многу книги напишано за љубовта, многу филмови снимени за љубовта, но сепак некако љубовта останува нејасна за човекот. И гледаме како современата култура ја употребува љубовта, зборот љубов, па и глаголот љубам во многу така тривијални фрази, реченици, и некако го обезвреднува значењето, длабокото значење што љубовта ја има, посебно она библиско значење што ја има љубовта. Така некако се девалвира самата суштина на љубовта. Така, например, се почесто слушам луѓе велат: јас многу љубам да јадам сладолед, многу љубам да гледам филмови. Пред некој ден имаше слика во интернет вестниците, беше сликан председателот на државата во некој град, не знам кај, сарми се правеа, и оддолу пишуваше: нашиот председател многу љуби да јаде сарми. Заедно со зборот љубов има еден друг збор кој ќе го употребиме ова вечер, зборот новораѓање. Исто така библиски збор со длабока содржина, но во секојдневниот речник и тој збор некако се обезвреднува. Синонимен на овој збор е зборот препораѓање или препороден. И ние ќе видиме во текстот што ќе го изучуваме, не се употреба зборот новораѓање, туку се употреба зборот прераѓање, препораѓање. И има многу луѓе кои велат дека се препородиле или се преродиле после нешто. И тоа нешто што ги препородило е нешто многу обично. Например, има реклама за Дормео душици. И во таа реклама има луѓе кои велат дека се препородиле откако го купиле душекот. Така да човек може да биде препороден и ако си купи душек. Некои пак велат дека се препородиле откако го смениле стариот здодевен брачен партнер. Така да и брачниот партнер може да препороди. И може на вистина да препороди еден душек. Не и во онаа смисла во која што Библијата говори за новораѓање или прераѓање. Зашто прераѓањето не е да ти се сменат чувствата, прераѓањето не е да ти смени физичкиот живот. Ние ќе видиме во Библијата преродувањето е нешто посуштинско. И ги кажувам овие работи, зашто во текстот што ќе го изучуваме се употребуваат овие два збора, клучни, и ако го имаме она светско разбирање за љубов и препородување, нема да го сватиме она што апостол Петар сака да ни го каже во ова послание што го изучуваме. Така да, кога ќе го читаме текстот и ќе го изучуваме, треба да го видиме библиското значење. Ако сакаме овој текст да биде навистина корисен за нас и да и врши промената која ја очекуваме. И за да не биде уште појасен овој текст, треба да направиме нешто друго. Гаго и Борјан знаат, треба да го видиме историскиот и текстуалниот контекст кој неколку пати веќе сме го повторувале. Ке се подсетиме малку за она што сме говориле до сега. Видовме дека апостол Петар ова послание го пишува до евреи и неевреи христијани, раселени низ Мала Азија, и на почетокот вели дека тие се новородени по милоста Божја преку воскресението на Исус Христос од мртвите. Значи, тие се веќе новородени.
И откако се веќе новородени, гледаме дека започна да се соочуваат со неволи, со маки. Започнале проблеми меѓу нив. И апостол Петар ги охрабрува во тие искушенија да истрчат, да устојат, бидејќи има причина зошто се во искушенија. Бог си има цел која постига во нивниот живот. И во искушенијата Бог се прославува, и во искушенијата ние имаме слава. И искусуваме Божјата слава. И понатаму апостол Петар, откако истакнува важноста од тоа устојување во искушенијата, говори за светоста по која треба да живеат и на крајот гледаме завршува првата глава со оваа тема за љубовта. Љубовта е основната тема. Зошто ја вклучува оваа тема? Видовме, темата за устојување во испитанијата е вклучена заради испитанијата со кои се случуваат. Тие испитанија кај некој предизвикало да се откажат од животот во Бог и да продолжат да се вратат назад. И затоа тој ги охрабрува да устојат во животот, уверат и покрај испитувањата. А сега темата за љубовта, која се појавува на крајот, очигледно е неопходно да се вклучи овдека поради реални проблеми во црквата. Сигурно и кај вас го има тоа, но кај мене го чувствам постојано, го гледам, кога ќе дојде некој притисок, некој стрес од околности, надворешни околности, тоа предизвикува малите недоразбирања со луѓето околу мене да се претворат во сериозни конфликти. И тоа поради притисокот, поради напнатоста. И ќе видиме дека оваа тема се повторува и во ова послание на апостол Петар. Очигледно тој притисок, тие искушенија, тие испитанија во кои се наоѓаат луѓето, предизвикало, довело нешто до нивните односи, меѓучовечки односи. И затоа апостол Петар овдека им пишува: тоа новораѓање кое сте го искусиле, тоа очистување на душите кое сте го поминале, е со една единствена цел: да живеете еден со друг во љубов. И тоа е темата во последниот дел на првата глава. И ќе видиме овдека во овој текст апостол Петар ни покажува што е новораѓање или преродување, како се случува, што е потребно за да се случи тоа и зашто ние сме новородени. Ние сме новородени за нешто. И основната заповед, која е во целиот овој текст, во тие 4 стиха, е она што е подвлечено. Заповедта е: сакајте се еден со друг со постојана љубов од чисто срце. Тоа е заповедта. И тоа е единствениот глагол. Сите други глаголот сакајте се или љубете се. Другите овдека како глаголи што се представени се сушност партиципи кои ни кажуваат зошто треба сето тоа да се случува. Вие сте очистени, вие сте новородени во послушност заради една работа: за искрено братолюбие, за да се сакате еден со друг со искрено срце и постојано. Тоа е основната заповед. Значи, веќе го прочитавме текстот, нема потреба повторно се навраќаме. Ке видиме, ајде, стих по стих, што сака да каже овдека апостол Петар. Значи, првото нешто што го гледаме е дека новораѓањето значи очистување на душата во послушност кон вистината. Или преку послушност во вистината. 22 стих почнува со зборовите: откако ги очистивте своите души со послушност кон вистината преку духот, а 23 стих зборува за препородување, откако се препородивте. И таму пишува со какво семе, не распадливо, туку нераспадливо, тоа е словото на живиот Бог кој треба продолжува во вечноста, и кажува дека тоа е всушност Божјото слово. Всушност овие 2 стиха се паралелни, имаме паралелизам и кажуваат едно и исто со различни зборови. Во првиот, во 22 стих пишува: ги очистивте своите души преку вистината или со послушност кон вистината, а во 23 стих вели: препородивте, тоест очистувањето на душите исто со препородувањето, а вистината во 22 стих е исто со словото на живиот Бог. Паралелни се прави. Во 23 стих ни се објаснува малку повеќе што сака да каже 22 стих. Всушност, што значи
новораѓањето или овде како што пишува препородувањето. Тоа значи очистување на душата. Малку повеќе кажеме подоцна за тоа, кога ќе стигнеме до 23 стих. Но овдека е многу важно да се спомне дека тоа новораѓање или тоа очистување на душата не е можно без послушност кон вистината или послушност кон Словото. Очистувањето не доаѓа по автоматизам. Ние ќе видиме Словото малку понатаму. Тоа очистување се врши преку Словото, новораѓањето е преку Словото. Но потребно е послушност. Многу важно е послушноста. Што значи тоа? Современото христијанство или голем дел од современите христијани го представуваат спасението преку верата во Исус Христос како Спасител, при тоа покорството кон Исус Христос како Господ се представува како нешто изборно. Не. Ти задолжително треба да го прифатиш Исус како Спасител. А дали како го прифатиш како Господар, е тоа нешто изборно, кое добро и ќе ти донесе нешто плюс. Но за спасението доволно е да биде Христос твојот Спасител. Значи, тоа е, така се дојава полицата за осигурување од пеколот. Значи, има основен пакет, така, некако се предлага христијанството, основен пакет за осигурување. Тоа основен пакет значи спас од пеколот. И основниот пакет, за да го добиеш основниот пакет, треба да го прифатиш Исус за Спасител. Сега, ако си авантурист, тоест ако си спремен да го носиш крстот секој ден и да се откажуваш од себе си, да се одречуваш од себе си, добро е да го направиш тоа и затоа ќе добиеш плюс нешто, плюс поени. Тоест ќе добиеш дополнителни награди, ќе добиеш бонус кон осигурувањето. Но за спасение доволно е само да го имаш Исус за Спасител. А за Господ, т.е. да му се покоруваш, да си ученик на Исус Христос, да влезеш во учеништво, во служење, во покорност секој ден, во исполнување на Словото, тоа нешто ќе ти донесе само екстра бенефити во Божјото царство и некако не се говори како неопходност за спасението. Словото не ни го кажува тоа. Апостол Петар вели: или си новороден преку послушност на вистината, или не си новороден. Значи, послушноста е неопходна. Тоа е условот. Има други текстови такви во кои што многу јасно тоа се покажува. Например, Господ Исус Христос во Јован 3 глава 36 стих вели: кој верува во Синот има вечен живот, а кој не верува. И овде зборот не верува, туку покорува. Тоа е буквално збор. А кој не се покорува, нема да види живот, но гневот Божи ќе биде врз него. Значи, ако некој верува во Исус Христос, се подразбере дека тој се покорува. Ако не верува, тоа што е не се покорува. Одат заедно тие нешта. Апостол Павле во 2 Солунци 1 глава 8 стих вели дека кога Исус Христос ќе дојде, неговото повторно доаѓање, тој ќе ги казни они кои не го познаваат него, тоест кои не го послушаа или не се покорија на Евангелието. Тоа е. Непокорството кон Словото значи и состојба во кое што нема очистување или нема новораѓање. Многу јасно тоа е покажано овдека. Очистувањето на душите е со послушност кон вистината или Божјото Слово. Или ако сакаме да кажеме појасно, новораѓањето е преку послушноста во Словото. Се разбира, тоа не е единствено. Ке видим, ние има и нешто друго понатаму. Вели, новораѓањето доаѓа од вечното, нераспадливо Слово на живиот Бог. Како преродени не од распадливо семе, туку од вечно преку Словото на живиот Бог кој живее во сите векови. И тука, ќе видиме ние малку понатаму, употребава малку биологија. Апостол Петар говори за човечко семе и говори за Божјо семе. Говори за човечко раѓање и говори за едно новораѓање или преродување кое се врши од духот или преку духот. Но оно што е важно овдека е овој партицип кој што е
со кој започна 23 стих, глаголската форма е важна, действото е пасивно. Имаме еден партицип, анагенао, кој е во пасивна форма. Тоа значи дека субјектите овдека, тоест оние кои се новородени, не се новородиле сами, не се преродиле сами, туку врзнив е извршено дејство. Значи, субјектите не вршат дејство, туку врзнив се врши дејство. Значи, тоа преродување не го вршиме сами и неправилно е. Не е точно кога велиме јас се новородив пред толку и толку време. Правилно да кажеме јас бев новороден, прероден пред толку и толку време. Зашто ние не сме оние кои го вршат новораѓањето, туку Бог го врши во нашиот живот. И сега, што е поправилно да кажеме? Дека сме се преродиле или новородиле? Дека сме биле преродени или новородени? Ако сакаме да бидеме точни кон етимологијата, поправилно да кажеме дека сме биле преродени. Зашто зборот значи повторно да се случи нешто, а не наново да се случи. Да се повтори некој процес. Латинскиот еквивалент е регенерација. Регенерација. Да се изврши регенерација. И зашто станува овдека збор? Станува збор за внатрешно обновување на паднатата човечка природа. Ние сме се родиле од човечка природа и со душа во нас, таа е падната поради греот и Бог ја обновува или ја преродува. Тоа е идејата. И тоа дејство го врши Бог. Бог однадвор, значи имаме надворешен субјект кој врши внатрешно дејство. Апостол Петар нешто слично кажува во Тит, 3 глава, 5 стих, кој говори за спасението, тоа го нарекол како бање на преродување или обновување од Светиот Дух. Преродување или обновување. Синонимни се зборовите. Едниот и другиот збор се синонимни. Тоа значи дека човек не може, и тоа е важното, сето тоа го зборам за да стигнам до ова. Човек не може да ја трансформира сам својата природа, падната природа. Не може. Колку и да биде образован, колку и да е хуман, колку и да се труди, треба од надвор Бог да го изврши во нас. Тоа е вистината. Без разлика дали човек припаѓа на некое племе, нецивилизирано во Африка, или пак е високо образован, софистициран од Западна Европа, трансформацијата на паднатата природа може да изврши, ја врши само Бог. Преку Светиот Дух кој действува преку вистината или Словото на живиот Бог. Тоа е начинот кој што го представува апостол Петар и тоа е вистината. Човек може да биде трансформиран само преку Словото од Бог. Действувајќи Бог преку тоа Слово. Колку и да се трудиме, ние не можеме да извршиме само трансформација. Не е возможно тоа. Без Бог и Словото на Бог човек останува во паднатата природа. Тој може да покажува добрина, може да покажува хуманост, но неговата внатрешна природа останува грешна и падната. Словото трансформира. И сите ние кои сме биле трансформирани, знаеме што значи тоа. И тоа е новораѓање. Новораѓање не е емоционална промена. Не е да ти се подобри животот физички поглед купувајќи дормеот душек или сменувајќи го партнерот, како што нели некој вика, така се препороди и новороди. Новораѓањето е внатрешен процес, обнова на внатрешниот човек, на паднатата човечка природа. Тоа е новораѓање. И тоа го прави Бог преку Словото. Светиот Дух преку Словото. И кога човек ќе почне да го чита Словото во послушност и ќе го повика Светиот Дух, тоа ќе осети како тоа врши таа трансформација. И кога човек го чита Словото преку Светиот Дух, не е можно да не се случува трансформацијата. Словото врши трансформација. Тоа е живо Слово, променува. Има еден човек, Гајлорд, презимето му беше Камбарами, од Зимбабве. Тој е секретар на Библиското друштво во Зимбабве.
и си носил со себе нов завет и сретнал некој скептик и сакал да му подари. Еве ти нов завет, сакам да ти подарам. И овој рекол, го видел новиот завет и рекол, знаеш што, ова книга мене не ми врши никаква работа. Ама гледајќи ги тенките листови, кои се многу добри за виткање на цигари, би ја зел и ќе ти кажем искрено дека ќе употребам само за таква намена. И Гайлорд рекол, во ред, ќе ти ја дадам дури и за тоа. Но, прво сакам да склучиме еден договор, да ми ветиш дека пред да го свиткаш листот за цигара, да го прочиташ. И после виткај и пуши. И се договориле и се разделиле. И не се виделе многу години. 15 години не се виделе. После 15 години некоја конференција на христијански работници во Зимбабве, некоја национална конференција, дошол некој човек на говорницата, покажал кон Гайлорд и рекол, овој човек може би веќе ме заборавил, но пред 15 години тој ме сретна и ми подари нов завет. И тогаш ние склучивме договор, пред да кинам листови од новиот завет за пушење, да си виткам цигари, да го читам. И сега ќе му кажам дека го прочитав, го испушив целиот Матеј, го испушив целото Лука Евангелие, целото Евангелие според Марко. И како што кинев и пушев, кинењето ми стануваше се потешко и потешко. И кога стигнав до Јован 3:16, повеќе не можев да кинам листови и да ги виткам. Зашто тоа слово мене ме промени. И јас, кој некогаш го кинев и го пушев ова слово, сега станав служител и ревносен проповедник на тоа слово. Словото променува. Гледаме дека новораѓањето значи очистување на душата, трансформација на човекот, на внатрешната падната природа, а за тоа е потребно. Тоа е потребно Словото, послушност и дејството на Светиот Дух. Бог е тој што го прави тоа. Агентот на дејството е Бог, а ние сме они кои го трпат тоа дејство. Се разбира за добро. И второ нешто што можеме да видиме, што го каже овдека Петар, е дека духовното новораѓање не е времено, како телесното, туку е вечно. Тој вели дека тоа новораѓање или тоа преродување не се извршува преку семе, како што е човечкото, кое е времено, ограничено, туку од Словото кое е вечното Божјо семе во нашиот живот. И тука гледаме, имаме час по биологија. Апостол Петар не држи час по биологија. Го споредува физичкото раѓање со духовното раѓање или новораѓањето на човекот. И вели човечкиот живот е ограничен. Тоа е како тревата која се суши, цветот овенува и умира. Таков е човекот, вели апостол Петар. И навистина таков е човекот. Физичкиот живот на човекот. И таков е физичкиот живот на човекот, зашто тој живот доаѓа од човечко семе, кој исто така е времено, распадливо. Наспроти тоа, физичко раѓање, новораѓањето, или, како што тој го рекол, очистувањето на душата, е нешто што продолжава вечноста. Тоа дава вечен живот, нераспадлив живот. Зошто? Затоа што доаѓа од Словото на Бог, кое е вечно и останува во вечноста. Не е распадливо слово, не е распадливо семе. И овдека апостол Петар цитира од Исаја, 40 глава на Исаја. За прв пат Исаја ги употребува овие зборови и Петар само ги зима од Стариот Завет и ги пренесе овдека. Еве како пишува во Стариот Завет. Секој човек е трева, сето убави на негова е како полско цвеќе. Тревата се исушува, цвеќето овенува, штом ќе дувне врз него зивот на Господ. Така и народот како трева. Тревата се суши, цвеќето свенува, а словото нашиот Бог останува вечно. Исаја ова слово го употребува во контекст на пророштво што го дава. Пророштво за Израел, дека евреите ќе бидат однесени во робство во Вавилон. Меѓутоа ги охрабрува им вели, Бог го памти заветот со својот народ и ќе ги врати повторно во ветената земја. Сега,
на тоа негодувале некои веле, како е можно евреите да се избават од Вавилон? Вавилон е најголемата империја. Зидовите на Вавилон се неусвоиви. Не е можно некој народ да се избави од такво робство како што е вавилонското. И Исаја им го дава овој текст и им вели: нема царство кое трае вечно. И овде кој употребава зборот народ, вели, така и народот. И говори за вавилонскиот народ. Вавилон е како цвеќе кое се суши, вене и цветот се распаѓа и умира. Дури вели и еден таков народ и таква империја како Вавилон има крај. Значи необичниот човек, смртниот човек, дури и една таква силна империја како Вавилон е како тревата. Ке процвети, ке доживе некаква кулминација, ке го опече сонцето, ке се исуши и крај. Ке отиде во заборавот. Тоа е сето она што е резултат на човечкото семе, така да кажеме. Е ограничено. Не трае во вечноста. За разлика од тоа, она што е родено од Бог, она што е родено од Светиот Дух преку Словото во нас, трае во целата вечност. Дава вечен живот. И за да нема забуна, апостол Петар вели, а Словото, за кое што јас ви говорам, кое трае целата вечност, е Евангелието, што ние ви го проповедаме. Исаја говореше за избавувањето, за она аветување што Бог го дава. Слушајте го моето слово. Не и гледајте империите нивната сила и сјај. Слушајте што јас ви говорам. Слушајте го Божото слово. Империите паѓат, но словото на Господ останува и се исполнува. Има сила. Во вечноста ќе остане. А овдека пак апостол Петар им вели, а словото јас за кое што пак јас ви говорам е Евангелието. Тоа е спасението што го имате во Исус Христос. Тоа слово дава вечен живот. Никој пат нема да загине. И неговото охрабрување е независно од тоа колку изгледа страшен светот во кој живеете. Зашто сепак вие сте тугинци во овој свет. Нели многу пати во ова послание апостол Петар говори за христијаните како тугинци во овој свет. Колку овој свет да изгледа блескав, силен, вечен, така. Има крај, ќе заврши. Но вашето преродување преку Духот и Словото е за вечноста. Затоа устојувајте, останете на патот. И така, да стигнеме, да сумираме до овдека, во една реченица, да ви остане во главата. Многу важно е една реченица да ви остане. Ние сме новородени, тоест нашите души се очистени од Бог преку Словото. До тука тоа видовме. Зошто е тоа? За нелицемерно братолюбие и затоа сакајте се еден друг постојано со чиста љубов. Значи тоа новораѓање, вели апостол Петар. Тоа очистување на душите е за да се љубите еден со друг со нелицемерна љубов, постојано од чисти срца. И повторно, вели ги очисти, почнува 22 стих со зборовите. Откако ги очистивте своите души и го завршил стихот со зборовите, да се љубите со какви срца? Со чисти срца. Зошто е неопходно новораѓањето? Зашто не можеме да се љубиме вистински ако не сме очистени. Ние можеме вистински да се љубиме ако Светиот Дух ја изврши трансформацијата во нас, ако сме послушни на вистината. Само тогаш можеме ние вистински да се љубиме. Некој каже, добро, тие кои не се новородени од Светиот Дух, не ли љубат? Да, љубат. Има љубов и кај нив. Но нивната љубов не доаѓа од очистени души, од чисти срца. Љубовта во светот не е нелицемерна. Не е чиста. Таа е помешана со многу поход, со телесност, со многу манипулација, со многу себичност. Господ Исус Христос рече да ги љубиме и непријателите дори. Зашто ако не сме такви, ќе бидеме како сите други, како и неверниците кои ги љубат само оние од кои што имаат корис.
ги љубат само своите, оние кои што нив им возвраќаат со љубов или кои на доброто возвраќаат со добро. Тоа е љубовта. Срцето на човекот е деградирано од гревот и љубовта е деградирана поради гревот. Не е она чиста, искрена, нелицемерна љубов што Бог ја покажува кон нас и ја очекува од нас. Само преку новораѓањето можеме да имаме таква љубов и ние сме новородени за таква љубов, вели апостол Петар. Колку да се обидуваме, ние немаме капацитет. Да, Господ не создал по неговиот образ, што значи не создал да љубиме. Но тој образ е изопачен од гревот. Љубовта во нас е изопачена од гревот. И таа може да стане вистинската Божја љубов само преку новораѓањето од Светиот Дух и Словото. И послушноста е многу важна. И ќе видиме овдека, таа не доаѓа по автоматизам, повторно се бара послушност. Се бара постојанство, да бидете постојани во таа љубов еден кон друг. Колку да имаме капацитет од Господ, гревот како некој вирус во нас ни пречи да ја покажуваме вистинската љубов. Да покажуваме божествена љубов. Може некој од мене да е посилен. Дури јас би можел да го во некакви околности да го поведам, бидејќи сме под влијание на Усеин Болт, минатата недела говорев многу за него, на они изучување во Лангам проповедништво. Јас има ситуација во која што јас може да го победам во трчање на 100 метри. Тој не брзиот човек во светот. Меѓутоа, предпоставете си да го фати вирус, стомачен вирус, кој што ќе го исуши, ќе го исцрпи. И да го предизвикам на трка. Сигурно ќе го победам. Знаете што значи човек една недела со стомачен вирус? Не може да се стане од кревет, не па да трча. И тоа е состојбата на човекот во грев. Бог го создал по Божиот образ човекот. Меѓутоа гревот оневозможува да ја покаже вистинската љубов. Нема капацитетот. И љубовта останува ограничена. Таа станува себична. Од она љубов, божествена љубов која е за другиот, таа станува љубов за себе. Гревот ги свртува работите. Бог кој се дава. Тој се даде за нас. Тоа е божествената љубов. И Бог не создаде со таква љубов. Меѓутоа гревот ги сврта работите кон нас. Од она ориентација во која што Бог не создаде кон другите, гревот не сврта кон себе си. Да мислиме само на себе и нашите мотиви за покажување на љубов да бидат егоистички, да тргнуваат од нас. Само новораѓањето може да го смени тоа. Христијаните, за кои што пишува апостол Петар, веќе видовме дека живеат како тугинци во овој свет. И тој ги охрабрува. Вие како тугинци во овој свет ќе обстанете единствено ако имате љубов еден со друг. Испитанијата може да ве свртат еден против друг. Стресот, притисокот, страдањата може да ве разгневат и да ве свртат еден против друг. Внимавајте, помнете дека вие сте членови на семејство кое припаѓа на Бог. Вие сте врзани со духовни врски. Ако има луѓе кои може да се поистоветат во нешто, тие ќе се почувствуваат блиски. Овие луѓе се чувствувале блиски, бидејќи имаат исти неволи. Тие страдат заради верата. Ако одеш некаде во тугина и не си прифатен како македонец, и ако најдеш друг македонец, ти ќе се зближиш со него. Зошто? Зашто има иста мака. Знаеш дека има покрај тебе некој кој те разбира во неволјата. Маката обединува. Семејните врски обединуваат. Но овде вели апостол Петар, имате многу посилни врски. Вие сте членови на Божото семејство. И тоа треба да ве обедини во љубов уште повеќе. Во една искрена, нелицемерна, постојана, чиста љубов. Бидејќи вие сте новородени, бидејќи вашите срца се очистени, вашите души се очистени, бидејќи вие можете да го правите тоа. И тоа е необходен резултат треба да биде. Навистина не доаѓа по автоматизам. Навистина треба да бидеме послушни, да имаме таа љубов.
апостол Павле им пишуваше на македонците во Солун дека се познати по братолюбието. И зошто имаат братолюбие? Зошто така се научени, вели, од Бог. Научени се. Имаат слово кое го исполнуваат во животот. Љубовта, за разлика од она разбирање што го има светот, за разлика од модерната емоционална љубов, која се базира на чувства, и тие велат, ами јас ако немам чувства, како ќе љубам? Тоест, ако не можам да љубам некого, како ќе го љубам? Или љубиш, или не љубиш. И ти не можеш да се трудиш да љубиш некого. Тоа ти треба да ти дојде од тебе, и ако не ти доаѓа, ти си немокен. Така вели светот. Божјата љубов е прашање на мотивација, на волја и на работа. Треба да се стремиш, да се трудиш, да работиш. Ама јас немам чувства кон некого. Божјата љубов не е љубов на чувства, туку тоа е љубов на, тоа е прашање на стремеш, на вклучување на волјата. Се стремиш. И кога се посветуваме на тоа, тоаш Господ дава и се друго што е потребно. Каква е таа љубов? За каква љубов говори овдека апостол Петар? За љубов во кој што, како што Бог направи, го бара најдоброто на другиот. Гледа кој е најдоброто за другиот и работи за најдоброто за другиот. И ако сите овдека го правиме тоа, тогаш нема потреба да се грижиме за нашето добро, защото знам дека сите мислат за моето најдобро. Јас мислам за доброто на другиот мисли за моето најголемо добро. При тоа, воопшто не значи дека треба секогаш да бидеме фини. Зашто најдоброто често пати вклучува и некаква конфронтација. Тоест, покажување на лошото, кој не секогаш е пријатно. Ако има некој лекар кој секогаш е фин кон мене, љубезен, расположен, и секогаш ми вели, супер си, терај, и лекар кој ќе каже, имаш сериозен проблем, ти треба да ги направиш овие неколку работи, зашто имаш проблем. Треба да внимаваш нова, она, кој може да не звучи фино во моите уши и да не изгледа многу фино во моите очи. Но тој човек покажува грижа за моето најдобро. Тој човек е спремен да се справи со мојот проблем и е посветен на целта. Тоа е моето здравје. И јас би избрал таков лекар. Треба да го бараме најдоброто на другиот. А најдоброто за секого е животот со Христос. Покорноста кон Христос. Не е лесно секогаш кога го бараме најдоброто за другиот. И не секогаш ќе бидеме симпатични во очите на другите. Но тоа е најдоброто. Нема подобро тоа да го бараме за другиот неговото покорство кон Бог и неговиот живот со Бог. И апостол Петар, гледаме овдека, на 3 начини опишува Божјата љубов. Како нелицемерна, вели нелицемерно братолюбие, говори за постојанство, постојано да се љубиме, и говори за чистота, од чисто срце. Таа треба да биде од чисто срце, од чистено срце, новородено срце. Тоест да не биде помешано со похоти. Не треба да биде помешана со себичноста. Да не љубиме за да го придобиеме другиот за нашите интереси. Обично тоа е љубовта и тоа е целта на љубовта во светот. Јас ќе му покажам љубов на некого за да го покорам на моите интереси, да го придобијам. И така љубовта станува лицемерна. Има манипулација. Јас не го љубам и не покажувам добар однос зашто го сакам, туку зашто ми треба во некои мои себични интереси. И затоа пред него сум добар, а зад него кројам планови. Пред него се покажувам како фин и полн со љубов, а зад него кажувам лоши работи. Тоа е лицемерното братолюбие. И треба да биде постојана. И овој збор е многу важен овдека. Што значи постојаната љубов? Зборче што овдека е употребено, значи да се посветиш со сите сили кон нешто. Постојано не е најдобар превод.
Подобар превод бил ревностно. Зборот значи да вклучиш во нешто и сила, и волја, и чувства. Тоест, да бидеш оној збор што го кажавме на машките часови. Страсти. Да, страст. Целата страст. Да. Тоа не е поход, да се разбереме. Тоа значи дури и до болка да се посветиш на градење на такви односи со луѓето околу тебе. Тој збор, истиот овој збор е употребен за молитвата, начинот на кој се молиш Исус Христос во Гециманската градина. Истиот тој збор е употребен за начинот на кој што се молеше апостол Петар во 12 глава на делата на апостолите, кога ја очекуваше собствената екзекуција. Истиот тој збор. Така се молеше Христос, кога му капеше пот помешана со крв, така се молеше Петар кога го очекуваше екзекуција. Истиот збор е употребен овдека, а кај нас е преведен како постојано. За таква љубов говори овдека апостол Петар. А таквата љубов е можна само од чисти срца, очистени срца и ако Светиот Дух живее во нас. Ако се посветиме, Бог прави се да биде возможно. Се можам преку Христос кој ми дава сила. Кога го вели апостол Петар, Павле тоа, тој мисли на ваквата љубов. И ваквата љубов е возможна преку Христос кој ми дава сила. И на крајот со две прашања ќе завршам. Првото прашање. Дали сме навистина новородени? Многу важно прашање. Ако не сме новородени, не можеме да љубиме вистински. Вистинската љубов доаѓа од чисто срце. И сега некој може да праша, од кај да знам дали сум новороден? Апостол Петар вели, со послушност кон вистината. Ако си послушен кон Словото, ако копнеш да го живееш тоа Слово, Божото Слово, вечното Слово, значи си новороден. Ако не копнеш, ко нема тој копнеш, да бидеш со Бог, да живееш со Бог, отсуства новораѓањето. Многу е важно. Словото, Светиот Дух и покорноста. И второто прашање, дали сме посветени на градење на љубовта? Дали сме послушни во тој поглед? Не станува збор дали имаме чувства. Ова прашање во светската култура звучи контрадикторно. Како може јас да бидам посветен на градење на љубовта? Или љубам или не љубам. Или имам чувства емоционални кон некога или немам. Јас не можам насила да ги произведам. Човек ништо не може да направи во тој поглед. Словото говори за поинаква љубов. Говориме за поинакво новораѓање или преродување, не како што говори светот, и говориме за поинаква љубов од онаа за кој што се говори во светот. Љубовта доаѓа од чистото срце и на таа љубов се работи, се гради. Треба да почнеме, вели апостол Петар. Почни. Почни со твоите најблиски дома. Почни со браќите и сестрите во црква. Почни со непријателите, почни. Работи на тоа. А Господ ќе ни покаже дека Светиот Дух ја врши трансформацијата. Трансформацијата не доаѓа само така, со држење на Библијата дома, во кола, во джеп. Со конзумирање на тоа слово и Светиот Дух ја врши трансформацијата со послушност. Да го читаме, да го слушаме, да се покоруваме, а Светиот Дух ќе врши таа промена. И ќе бидеме способни да извршиме и ова заповед. Да се љубиме нелицемерно, ревностно, од чисти срца, како што вели ова слово овдека. Господа не благослови со таква љубов.